Неколку денови наназад екстремно загадување на воздухот во Скопје. Но не е само неколку денови, неколку недели наназад, а и неколку години, 20 на години од прилика, Скопје има загаден воздух и тоа екстремно опасно по живот загадување. И оваа година и оваа зима сме високо на листата, каде што се мерат најзагадените градови во светот и официјално се објавуваат. Ова е од пред неколку дена Скопје е на 4-то место по загаденост, меѓутоа одиме нагоре надоле на оваа мапа. Бевме и 2-ро место, најзагаден град во светот. Одиме, се симнуваме и надоле, но најмногу до 8-то или 10-то место, никаку подолу. Ова е рак рана за Скопје веќе неколку години наназад. Одеднаш сега сите се растрча, на сите страни ќе го решавале проблемот со загаденоста на воздухот. Предлозите што ги слушаме се смешни. Ќе ги метеме улиците, автобусите ќе возат бесплатно, а тек сега ќе ги оправаме и мерачите кои се расипани или пак ќе набавуваме нови по кој знае колкави цени. Студиите за загадување на главниот град покажуваат дека Скопје нема да се прочисти се додека масовно се користи дрвото за огрев. Според најновите анализи што ги изработиле професори од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, најголемо загадување во Скопје од биомасата од 35 до 45%. На второ место се возилата, на трето градежните активности, индустријата вела дека била најмал загадувач. Но оваа мапа може да се види само во централното градско подрачје е парното грејење во Скопје. Сите овие црвени точки понатаму се околината на Скопје кои што се греат со дрва. Според оваа мапа во кисела вода, на пример центар, Карпош, мале процентот на оние граѓани кои што имаат алтернативни начини на грејење, повеќето се на централно грејење, но доколку може се на ова Сарај, Шутооризари, Студеничани, во Шутооризари на пример над 90% се греат на дрва или на алтернативни начини на грејење. Бутел исто така е високо, околу 50% и така натаму. Според информациите, во една грејна сезона во Скопје се сечат околу 317.000 тони огревно дрво, што е еквивалент како да се исече водно, значи само за една грејна сезона. А дека загадениот воздух полека но сигурно не убива, не е тајна. Но во скопскиот воздух не се проблем само често споменуваните PM10 честички. Ретко или никој не споменува што се друго дишеме. Јаглероден моноксид, јаглероден диоксид, сулфур диоксид, азотни оксиди, пареи од тешки метали. Добар дел од нив, посебно пареите од тешките метали, знаат да се депонираат во човечкиот организам, посебно во коскената срж и да направат промена во нејзината структура. Еве тука, пошто се прилично актуелни сите други, јас ќе го спомнам само сулфур диоксидот, кој што го има во воздухот и го има во зголемена концентрација. Тој во контакт со дишните патишта, горните дишни патишта и телесните течности кои што ја навлажнуваат респираторната слузокожа, се претвара во слаба сулфурна киселина, која што сериозно го надразнува слузата на горните респираторни патишта, ја оштетува и со тоа практички го уништува она првата линија на одбрана или првата линија на имунитет на организмот, со која што ние се штитиме од дворешни влијанија, посебно од инфекции со сега актуелните вируси и бактерии. Затоа и граѓаните се жалат на тоа, нели, постојано пецкање во грлото, во позади градната коска, кашлица, главоболка која што не се смирува со денови. Докажано е дека загадувачите на мала надворска височина како јаглерод моноксид, азот диоксид, сулфур диоксид и олово ја прават астмата потешка и честа, предизвикуваат рак на белите дробови и представуваат водечки фактор за кардиопулмонална смрт. Например, загадувањето на воздухот сега е водечка причина за смрт во Индија. Проблемот е што немаме никако да си помогнеме. Не фрлајте пари на божемни лекови, на питоци кои велат дека ќе ве прочистат. Ништо не помага. Дури ни чудесниот медицински јаглен во оваа ситуација е немокен. Еве што единствено може да не спаси. Тешко можеме да се заштитиме, затоа што тоа се мали честички кои што проаѓаат, да речеме, низ маските. Единствениот спас е да што помалку се задржуваме во надворешна средина, каде што загадувањето е поголемо, додат, да речеме, во природа или да се качуваат, еве ние го имаме водно. Медицинскиот јаглен не може да абсорбира отров или хемикалија која што е влезена во дишните патишта или е влезена во циркулација.
Нервоза, нетрпение, главоболки, депресивност се само мал дел од симптомите кои што научниците ги поврзале со аерозагадувањето. Доста слушаме префрлување на топката како и во изминатите денови, драги политичари, дали биле виновни ВМРО или СДСМ. И едните и другите. Сериозно засукајте ги ракавите и фатете се за сериозна работа. За нас се работи, за нашите, но и за вашите деца кои го дишеме истиот воздух.